Добар ден, почитувани гледачи на Ирис телевизија. Останете така. 40-45 минути. Издание најново на отворена тема, регионален магазин. Со мене, јас сум Зоран Зарински, и со вас и овде во студиото на Ирис телевизија во живо, раководителот на штипската филијала на ПИО, Љубе Здравков. Добро дојдовте. Добро најдов и поздрав до гледачите на телевизија Ирис. Посебна благодарност од работа, па овде во студиото, за да поразговараме, да подсетиме, да објасниме некои работи поврзани со работата токму на ова ваша институција. Само да прашам, раководител сте колку период? Па од 2010 година, значи после моето едногодишно директирување во Штипрект, се вратив во Фондот за пензионско осигурување и сум, значи, раководител од таму јуни месец 2010 година. Така. Ќе да почнеме прашањето со она што е актуелно за пензионерите, она што преку ПИО имаат можност со владина мерка пензионерите да искористат рекреација, бања. Зошто до септември беше пријавувањето? Како течат оние постапки околу пријавување? Кој се може да оди? Може ли некој повторно да оди? Има ли ред? И така натаму, еве да објасниме на гледачите. Ова тема е секогаш интересна за самите пензионери, бидејќи се работи за вид на бањско-климатска рекреација на нив. Секогаш се заинтересирани да ја искористат оваа можност. Ова владина мерка се применува веќе наназад 5-6 години. Значи, пензионерите можат да конкурираат за бањско-климатска рекреација во трајање од 7 дена, а опред 2 години воведена уште една можност, а тоа е да се користи и викенд, туристички викенд на пензионерите. Во трајање од 3 дена, значи еден викенд од петок до недела. Ме прашате зошто оваа година е поразлична од минатите години, бидејќи поранешните години пријавувањето беше секогаш тука некаде во јануар-февруар месец за искористување на правото од март па таму до јуни месец. Сепак тоа е од политичка причина, бидејќи минатата година, знаеме со одредени дејства кои беа на политичката стена, се одлучи дека оваа година ќе биде изборна година. И заради тоа да не дојде тој период предизборен период, да има владини мерки со кои се возможуваат одредени поволности на одредена група на граѓани, пријавувањето за користењето се одвиваше во септември 2015 година. И ова пријавување беше популаризирано на сите јавни медиуми, и пишани, и електронски медиуми, да самите пензионери конкурираат, односно се пријавуваат за искористување на оваа владина можност. Се пријавија минатата година, значи должен сум и тој податок да го кажам, околу 420 лица, што во споредба со минатите години е можеби на половина. И тука веќе доаѓаме до она дека можеби некој не чул, не видел, не се надева дека тогаш ќе биде тоа пријавувањето. Но сепак интересот беше добар. Што е карактеристично за оваа година? Знаете, секоја година Штип некако во вкупната бројка на оние пензионери кои што може да ги искористат овие можности, се движеше неколку 20%. Значи 1000 пријавени, околу 200 да добијат тоа право. Оваа година карактеристично е дека, да не кажам 90% од пријавените добија право да го користат кој викенд, кој бањско-климатска рекреација. Пример, од 420 вкупно лица, 324 конкурираат за бањско-климатска рекреација од 7 дена. Од 324, 269 добија. Значи, тоа е некаде 85% од пријавените. Додека оние кои конкурирале за викенд, оние 3 дена, од 94-93 добили. Имале право. Значи, апсолутно Штипково град скоро... Речиси сите добили. Речиси сите и го добиле ова право да го искористат овие владени поволности, односно таа бањска климатска рекреација или викенд. И оваа година, значи, би било оваа мерка останува во програмата на владата, на Министерството за социјална политика, ние ќе бидеме сервисер на оваа активност, че ќе ги приемеме барањата, ќе ги доставуваме до Министерството. Да добес, значи, ме прашавте и тоа кој може, како може. Значи, може да конкурира секој пензионер.
Секој оној кој што користи право пензионско осигурување. На кој начин исто да подсетиме да му Значи се објавува оглас до кога трае, значи терминот на пријавување, примерно од 1 септември до 30 септември. Кај нас во фондот се постои образец од барањето, се пополнува, се доставува само единствено еден чек од пензијата, од последните две пензии, еден од Значи лично мора да дојде да се пријави. Лично мора да дојдат, бидејќи сепак тоа е лично и користењето на правото. Така да не навлегуваме и во страните законски прописи кои регулираат нормативата на личните податоци, на заштита на лични податоци, така да сепак можеби некој ќе злоупотреби и така да би требало да биде лично присутен, не потпуни барањето и да изрази желба да ја користи во право, во секој случај. И натака е веќе работа на самиот фонд за пензионско осигурување и на Министерството да ги применат критериумите, значи да се направи ранглиста. Према она, значи овде влијае многу параметри во изборот на оној кој што би ја добил право, значи да кажеме дека не е само висината на пензија. Еден од главните критериуми е висината на пензијата. Меѓутоа, влијае и времетраењето на примање на пензија, дали тоа 1 година, 10 години, 15 години. Значи тоа има скала бодирање. Висината на пензија, дали е тоа старосна пензија, дали е семејна пензија, дали е инвалидска пензија, дали се користат други видови на додатоци, дали има странски дел. Дали работата минатата година и предминатата година пред нас добива и рударите со подземен, кои произлегуваат пензионери од рудници со подземен коп. Има они дополнителни 50 бода, значи надвор од другите, кои што дава едно предимство да можат да ја добијат. Секако. Само да ги подсетиме гледачите, отворени се телефонските линии, почитувани гледачи на отворена тема 612 313, 612 314, доколку имате прашање до раководителот на Штипската филијала на ПИОМ Љубе Здравков, можете и вие да дадете допринос и да ја дизајнирате емисијата. Ви ве прекинав, меѓутоа да продолжуваме. На крајот на овој дел би рекол дека секој може да конкурира, меѓутоа сепак се води евиденција, значи на лицата кои што искористиле тоа право. Никој не може да забрани никога да конкурира, да се пријавува, меѓутоа сепак таа селекција постои. Некој би се повторил ако нема доволен број на кандидати од колку места што се резервира. Тогаш можеби некој се повтори, не можам да го кажам 100%, меѓутоа по правило, по самиот правилник за бодирање, лицата кои што користеле право немаат до искористување, другите право да ја користат услугата, не да се пријавува. Така. Меѓутоа, ја искористиле оваа година, после 3 години не можат повеќе. Не зборуваме за кога имаат право. Значи, немаат право се додека не се има нови кандидати кои што не окористиле правото, а се пензионери. Така. Значи, се додека има пензионери кои не го искористиле правото. Кога веќе ќе дојде ситуација да имаме 5000 места, а не искористиле 4000 пензионери само останале неискористени, тогаш има 1000 нови што може да се повторат. Само да кажам, од она што ги правам прилозите со пензионерите, задоволни се сите тие кои ги искористуваат овие владини поволности и мерки, барем во Штип од оние мои прилози и разговори се задоволни и нимата препорака е сите доколку имат можност да искористат. Само да ми интересира, еве од Штип се каде можат да бираат? Блиску или во Западна Македонија? Има ли каде или Значи, пензионерите не бираат. Така. Министерството за социјална политика ги насочува најблиску до капацитетите кои се закупени за таа услуга. Штипско и овој дел од Македонија повеќе, односно 100%, се оди во Бања Банско. И близу е. Во Цар Самуил, кај што ги користат тие услуги. А за викенд се користи хотел во Доер. Се, да кажем, значи тука се работи и за близината, и за патувањето на пензионерите, не само за трошоците, не би било непопуларно, него потешко патување до Охрид или до Гостивар. Значи повеќе такви капацитети за закупени да бидат поблиску до местото на живењето на самите пензионери и кај нас се поправило, значи во Штип и околината заминуваат во Бања Банско. Кај Струмица. Така.
Значи, нови информации за ново пријавување ќе следат и вие, знам. Па, во секој случај, значи, мерката е предвидена во програмата на владата, кога ќе биде пријавувањето за 2017 година, дали ќе биде во текот нова година или во почетокот на идната година, секој тоа благовремено ќе бидат известени пензионерите, ќе биде објавено на сите медиуми, значи кој што реков и пишани, електронски медиуми, и ние како фонд ќе ја популаризираме оваа мерка по нашите медиуми, за да можат што повеќе пензионери да бидат информирани и да конкурираат. А потоа ќе видиме, односно ќе се бодира дали кој ќе замине. Така. Господин Здравков, нели фондот на ПИО е задолжен за наплата, за пари, беше задолжен, има промени, сега е тука е на сцена УЈП. Еве, вашата активност и како ги регулирате, може би и неправилности кои има, каде, како, или интервенирате ли до УЈП. Еве да објасниме на корисниците како стоат сега работите. Значи, Фондот за пензионско осигурување по правило и по закон институција, кај што се стваруваат правата на осигурениците од пензионско и инвалидско осигурување. Значи, оние права, кои што значи остварување на пензија, на старосна пензија, на инвалидска пензија, на семејна пензија, на надоместоци, позосно инвалидни и така натака. Се точно е дека до 2008 година Фондот за пензионско и инвалидско осигурување беше и надлежен за наплата на своите побарувања, во смисла плаќањето на придонеса за пензионско и инвалидско осигурување, меѓутоа со измената на законот и со донесување на законот за социјални придонеси, Управата за јавни приходи како институција која ги прибира јавните давачки е задолжена да ги прибира и придонесите како јавна давачка. Значи сите видови на придонеси, придонес за пензионско осигурување, придонес за здравствено осигурување, придонес за вработување, персонален данок и така натака, и по одредена процедура да тие средства ги дистрибуира до корисниците. Значи придонес за пензионско до Фондот за пензионско, придонес за здравство до Фондот за здравство, придонес за вработување до Бирото за вработување. И потоа, според наплатата на тие средства, се оструват и правата на самите осигуреници. Ние како фонд не останавме, да кажеме, без работа во тој дел, бидејќи се пак контактираме со управата на приходи, разрешуваме одредени проблеми во наплатата, си помагаме едни и други, меѓутоа останува па и нашата врска за сето она што не е регулирано до 2008 година, додека бевме надлежни, да го регулираме, да контактираме со фирмите, да донесуваме мерки, законски мерки, кои што возможат, можеби, на самите фирми или на осигурениците одредени поволности за плаќањето за придонес. Нормално со тоа се веќе изголемува стажот на осигурениците, ама по одредени други услови кои што значат поволност на самите обврзани за плаќање на придонес, но и за самите осигуреници. Значи, повторно ги речам дека точно дека делот на остварувањето на правата е сега доминантен. Значи, остварувањето на стажевите, донесувањето на решение за право на пензија и други видови на права од пензионско и инвалидско осигурување. Меѓутоа сепак и овој дел на платата се уште е актуелен. Се уште така да остваруваме контакти и со фирмите и со поединците околу разрешувањето на проблемите околу плаќањето. Можноста за фирмите без камата исто да го платат. Сега би сакал и самостојното откупување. Да се надоврзам дека баш во оваа сфера и законодавецот минатата година донесе измени во Законот за пензионско и инвалидско осигурување, но измени во Законот за социјални придонеси, кај што возможи на субјектите, правни субјекти, но и на физичките лица, на самите осигуреници, да остварат одредени плаќања за остварат друго право пензионско осигурување. Што значи тоа? Тоа значи дека правните субјекти и самостојните вршители на дејност имаа можност со измените на Законот за социјални придонеси да неплатениот придонес по надлежност на Фондот за ПИО до 31.12.2008 година го платат без камата. Значи, во рок од една година беше дадена можност да се плати тој придонес. Со плаќањето на тој придонес ќе се остварат, значи долгот на самата фирма ќе згасне, нема да има камата, а самите па вработени кои биле во тие или се уште во тие компании и фирми ќе остварат поголеми права од пензионско осигурување, ќе има поголем стаж, со поголем процент утре, што се поголема пензија. Поголема пензија во секој случај. Значи и таа мерка и втората мерка беше која овозможи на самите осигуреници кои што по било кој основ работеле во одредени фирми, во одредени институции, а тие исти институции во
Во момент не постојат фирми, ликвидирани и бришени од сите регистри, а лицата не биле пратени при донесите. Така. И сега, знаете, имаме осигураници кои што старосната граница веќе се приближува, дали жена 62, ма 64 години, а нема 15 години работен стаж. Само заради тие проблеми. Значи на фирми кои што не постојат, а веќе луѓето работеле. Работеле. Има докази дека работеле, значи еден пријава има вработнички книжки и така натаму. И што да прави сега? Значи мора да некако се возможи тоа лице имаше такви најави и желби на самите осигурени, дај да си платам за да можам да стварам право на пензија. Меѓутоа законот не беше таков и не возможуваше. Сега тие измени се возможни. Значи, има ли интерес сега од купување? Па да ви кажам, значи мерката за лично плаќање. Пардон, рекоа од режија дека имаме телефонска линија отворена, повелете во отворена тема сте. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздрав до гостино и до телевизијата. Благодарам. Интересираме, имам дете од церебрална парализа, а прима заштитен додаток. Дали има право на тоа ванско лечење, вај одмор? Еве, господине Савков, Благодарам на прашањето, јас сепак мислам дека ќе оди прашањето во друг правец, во друго право што би оствариле децата неспособни за самостоен живот. Ги објасни ми тоа. Значи, тоа се други права. Сепак би го различил од гледачот во овој момент, значи ова се само за корисниците на пензија. Значи за корисниците на пензија кои што остварили право по било кој основ. Така. Веќе што рековте и за ова другото насоко така што ја мислам дека се праша. Така. Да објасниме, ве можеби ќе знае. Детето кој што е и со наот неспособно за самостоен живот. Така. Во случај на смрт на родител дојува семејна пензија. Така. И тогаш би било право да користи и ваква бањско-климатска рекреација. Да не зборуваме за такви морбидни работи, така, нели? Така, не би требало, меѓутоа сакам да кажам дека ваквите не само деца и постари лица кои што со наод се, кажам дека се не способни за самостоен живот и работа, така? има право под одредени услови, значи законски услови, да ја користи семејната пензија од починат родител. Така. И да се вратиме за откупот на стажот со пример. Значи дојдовме до таму да велиме дека мерката беше насочена најповеќе кон оние лица кои што нема доволно стаж во своето право. И да платат сепак и тоа плаќање беше основицата беше имаат можност на рати? Да, имаше можност и на рати значи на 12 рати да се плати тој придонес. Зависи од големината, нели колку може и помалку, може одеднаш, може и на 12 рати. Така. Можам да кажам дека тука не беше голем интерес, што докажува една друга работа по мене лично, дека со сите мерки поранешни на сите наши влади е возможно да поголем дел од придонесите бидат, ако не платени, регулирани. Не знаеме со ликвидацијата на Македонка на Стиво, придонесите кои што не ја платени, државата, како држава, ги призна како платени и тие влегуваат во купниот стаж на лицата. Значи, поголемиот дел од штипските осигуреници имаат минимумот услови за исполнување на пензија во делот на стажот. Имавме овде, значи, така, 9 барања, од кои 5 беа штипски, а 4 од Радоиш, бидејќи ние сме надлежни и за решавање на осигурениците од Радоиш за нивните права од пензијско осигурување. Некаде околу 800.000 денари беа тие средствата кои што треба да се платат, луѓето ги плаќа, така да ќе го оствари своето право кога ќе дојде тоа време. Значи, повторно да потенцирам дека мерката беше стриктно наменета на оние кои што стварно не можат да го остварат стажот, минималниот стаж, за да остави право на пензија, а е тука близко некаде до старосна граница. Или можеби ја поминал старосна граница. Рековте беше наменета, не важи повеќе, заврши тоа? Не важи до 19, значи една година од денот на донесувањето на законот, тоа е 19 јуни 2015 година. Една година е правото на пријавување, односно на доставување на барања за ова. Значи веќе има до 19 јуни приемаме барања по овој основ, значи за пресметка на плаќање, на лично плаќање на осигурениците за стажот кои
и не е платен. Така, рековте мал интересот, имате ли некој податок колку? Значи 9 барања имаме. Само 9. Само 9 барања имаме вкупно, би то повторно да кажам, тоа значи нешто друго. Дека поголем дел штипското стопанство, околината и не само и надградбата придонесе за пензионско осигурување се регулирани, се платени, така да мал е бројот на лицата кои што се наближуваат до старосна граница или ја надминале, а немаат минимум до 15 години. Има, не велам дека нема. Ма самиот интерес покажува дека мал е таквиот број. По тоа цениме дека а имаме наплив на барања за стварување на права пензија, кај што луѓето имаат доволен стаж, можеби денес решаваме по 20 предмета, кои што стварување право на пензија. Така. Господин Здравков, овде е време за реклами. Ние исто така со пријателите наши комуницираме и зависиме од нив и тука е рекламирањето. Режи, ако се подготвени рекламите, одиме со реклами, вие останете така, го продолжуваме разговорот со раководителот на Штипската филијала на ПИОМ Љубе Здравков, а момците во режија се Петар Черкезов, Дарко Донев, Теодор Кусакатов, Виктор Михајловски прават се да биде спакувано вака како што е спакувано. Отворени с телефонските линии понатаму и доколку имате прашање, повелете сега одиме со реклама. Енергијата по движење. Табмак. Табмак акумулатори. Квалитет препознаен од цел свет. Изворска во екоамбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска од Кожувчанка. Гледаш, ова ти е мојот втор автомобил. А ова ти е роден ден на мојата трета баба. Мојата пета жена. А ова ти е мојот... Знам, века прозорец. Него никогаш нема да го промениш. Промонт инженеринг. Квалитетот има име. Енергија, за здраво тело, за убаво тело, за љубов. Автосервис Бушар, чип тюнинг, подобрување на перформансите на вашиот автомобил, центрирање со тродимензионален скенер за геометрија на возилото, чистење на системот за врзгување на гориво кај сите видови моторни возила, компјутерска диагностика и анализа на издувни гасови, автоелектрика и механика, ласерско центрирање на преден и заден трап, електронско рамнење на дискови, најбрза промена на манжети и течности во системот за кочење, резервни делови и моторни масла за чија промена следуваат посебни попусти. Автосервис Бушар, насело од Македонка на 4 километри од Штип. Секој ден може да донесе нов почеток за нови пријателства, нова љубов, нов живот во меѓувреме. Уживајте со интегралниот производ Viva La Vita од Донија, што ветува насмевка на вашето лице. Од здравата брусница, сочните малинки и чоколадираниот портокал. Додека ги чекаме големите настани во животот, да се радуваме и на малите. Заедно со Viva La Vita и Донија.
Финансиско друштво Алкоса акционерско друштво Штип. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса овозможува кредити на правни и физички лица. Потрошувачки кредити, кредити со залог злато, хипотекарни кредити и кредити со залог депозит или девизи. Ве очекуваме со одлична понуда. Вршиме откуп на краткорочни побарувања. Вашите недостасани побарувања со одложено плаќање ќе бидат откупени при што потребната готовина ја добивате веднаш на вашата сметка. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса Штип. Слушај, салатата е супер, ама мора да подмачкаме. Во сега ќе го пробате зејтин. Ајде, здрави. Не бе! Така. Пробај. Стварно е супер. Уж по едно од мене. Батка, значи стварно масло е зејтин. Брилијант и се е како подмачкано. Сдружение на возачи ви нуди технички преглед на моторни возила, бесплатен сервис за ситни поправки, тиснување на број на мотори и број на шасија, издавање на меѓународна возачка дозвола и дозвола за управување со туѓе возило во странство, издавање на зелена карта и осигурување. Сдружение на возачи, телефон 392 387. Ете така, Реджаве, одиме, а знам дека вие седите пред екраните и останете така. Има се уште теми интересни кои ќе задржат вниманието со мојот и со ваш гостин, раководителот на филијала Биом Штип, Љубе Здравков. Застанавме некаде, значи, кај придобивките она што законски работите, меѓутоа она што е интересно, како институција е предноста со законот, со измените кои се однесува за земјоделците осигуреници. Еве да објасниме, еве луѓето кои не знаат, можеби не гледат и земјоделци, каде и како можат да интервенираат и да си ги остварат своите поволности поврзани со вашата институција. Интересно прашање, интересна тема, која што бара одредена елаборација во овој дел, бидејќи самите земјоделци претпоставувам дека не се премногу запознаени со оваа проблематика и со овие измени на законот, кои што ја возможуваат поволности. Значи, со измените на законот за пензионско осигурување, кој се применува од 1.1.2016 година, на пензионите на земјоделските осигуреници, значи невиновните земјоделци по законот за ПИО, е возможено да во вкупниот стаж се пресметува и стажот остварен по оној што го велиме старосно осигурување на земјоделците, значи стажот кој остварен од 78 до 88 година, кој што во повеќе наврати беше признаван, па беше непризнаван и така натаму. Значи, во разни периоди важеше, па не важеше. Важи, па не важи, па важи, па не важи. Со овој закон се возможува до овој стаж биде признаен во вкупниот стаж, со тоа што истиот требало да биде платен во времето на важењето на законот. А тоа го имаме како потврда Управа за земјени приходи, кој што дава уверение дека се платени давачките по однос на тоа старосно осигурување на земјоделците во тој период. Значи има многу земјоделци, посебно во земјоделските краеви, да кажеме тоа Струмица, Кочани, Радовиш, кои што се традиционално земјоделски региони, има многу наплив на барања, додека кај нас тоа нешто е во помал обем, меѓутоа сепак пошто ние зборуваме регионално, не зборуваме само локално, ќе мора да чуват и другите гледачи, дека што има поголем наплив, дека е можно да овој стаж влезе во вкупниот стаж. Исто така, возможно е и да неплатениот стаж земјоделски после 88 година, оно што би фалело до 15 години, а е неплатен, да го доплати и да оствари правото до 15 години и да оствари правото на пензија. Со тоа што услово законот рекол дека овие помолности може да ги користи
Индивидуално земјоделец кој бил во земјоделско осигурување пред донесување на овој закон, односно на 27.8.2015 година, законот е донесен, значи кој што бил пријавен до овој датум, може да ги користи овие полноси. А оној што е пријавен на 28. август и понатаму, значи он е бил некој земјоделец и сега не е бил земјоделец, сега се пријавува за овие полноси. Ама не може, значи до тука законодавецот рекол дека тие кои што до тој момент се во земјоделско осигурување имаат право да ги користат овие поволности. Пред неколку години постоеше уште член во законот член 239 кој возможуваше да се користи овој стаж, старосно осигурување на земјоделците. Меѓутоа, со измените на законите, потоа тој стаж беше укинат и не може да го користат. Многу лица во тој период поднесува барање за право на пензија, со тоа го прекина, се барање прекина го земјоделско осигурување, меѓутоа не го остварија, бидејќи не можеа да обезбедат одредени документи од управа за приходи за платени придонеси. Така. Значи и нивното осигурување се прекина. Значи за да може да поднесе барање за остварување право пензија мора да не е во работен однос, да не е веќе осигуреник, значи да е лице одјавено. Јасно. Сега возможно е да тој стаж повторно биде внесен за тие лица и повторно биде предмет на оценка за остварувањето правото на пензија. Значи не е поништен тој стаж, него тој стаж можат сега да го користат тие луѓе. Само е, значи постојано да речеме дека мора да биде осигуреник на денот до денот на донесувањето на тој закон. Убавата работа е што ПИОМ испраќа извештаи по електронски пат, еве, јас знам за мене ги добивам во фирми, нели, се информирани се сите луѓе колку, како, што им е платено. Така, има тука некои недоразбирање, па доаѓаат, реагираат, имат интервенции или горе-доле работите се окей? Значи, ова е време на електронска комуникација, на онлайн, така популарно кажано, значи, презентирање на одредени податоци по било кој основ, така да и Фондот за пензијско инвалидско осигурување се вклучи во оваа глобална електронска комуникација, да се на податоци, но преку законски проект. Значи, со законот за социјални придонеси, фондот е задолжен да 2 пати во годината, во февруар месец и во јули месец, доставува до секој правен субјект, до секој обврзник, податоци за стаж и плата на вработените. Значи, регистрираните, утврдени податоци за стаж и плата на вработените во таа институција или во таа фирма. Значи, податоци се стрпат од централниот регистар, мејлови и сите тие работи се доставуваат во кодирана форма, се доставува шифра за декодирање на тој файл и самата организација правно лице е должно да ги отпечати тие листи, да ги достави до самите вработени, значи тоа е обврска која е пропишена за закон и ако тоа не го направи самата правно лице, тогаш има санкции, да финансиски неповолности по самите правни лица. Може да кажам дека и самиот извештај заради заштита на личните податоци не го содржи целесниот автоматичен број на лицето. Се, ова е еден вид на непосредно осигурениците добијат информација без да одат по институции, како и стои со регистрацијата на нивниот пензијски стаж. Дали е нешто фали, не фали, што и како. Што беше голема рак рана минатите години, кога луѓето не знаеа зошто и како подолго време не се ни информираа дека одредени проблеми постојат, па после малку потешко да се решават некако потешко. Сега истото може да се реши и само преку доставување на имејл пореки. Ние сме поврзани преку централата во Скопје да можат прашањата, решавањето на проблеми да биде имаме преку имејл прашањата да се поставуваат па да одговараме и така натака. Уште една придобивка е да секој кој сака ние можеме да му дадеме слично како банките со изводите, шифра, код и преку интернет да си го следи постојано да си го следи промените или состојбата со неговиот пензијски стаж. Значи, во целата таа глобална електронска размена на податоци се вклучивме и ние и на самите осигуреници го возможуваме да непосредно имат информација за состојбата со нивните права, со нивниот стаж и така натаму. Господин Зарков, ајде сега малку за законот за пензии, нели? Прв, втор, трет столб, како пензии,
Како е тоа регулирано? Не видим биде јасно на граѓаните за тоа да им биде јасно да се плашат, да не се плашат, како да размислуваат, има ли оваа земја можности да го издржи нели оној финансискиот терет за пензиите, да не велат оти некои не се знае кога јас ќе дојдам во пензија, како ќе бидат работите, ќе земам ли пензија. Еве, кој е најдоброто сигурно? Значи, вака, ова тема ја презентиравме и разговараме во повеќе пати по медиумите, меѓутоа секојаш е интересна и секојаш е недоволно објаснета или недоволно сватена од самите осигуреници, од самите граѓани, што тоа значи и за воиднина при остварувањето на нивните права. Генерално кажано, сите реформи во било која држава се прават за подобро утре. Значи, намерите се така благородни за доброто на граѓаните. Значи, за утре да биде подобро и живењето, и по стари денови пензии и така натаму. Затоа се премина и на тростолбен пензиски систем, уште пред 13 години, значи пред 13 години, а почна да функционира од 2006 година, кој што на подолг рок би овозможил одржливост на пензискиот систем. Законодавецот, државата анализирале и нашиот пензиски систем, постоечкиот кој што било тогаш едностолбен, не давал гаранции дека на подолг ќе биде одржлив. Бидејќи истиот нема принос, има само приемна средства, ама истите средства не се, тој на солидарна основа се слагаат пензиите, нема зголемување на тој придонес. Значи, денешните осигуреници плакаат придонес, а пензија земаат денешните пензионери и така натака. Значи, намерата е била таква да на подолг системот се промени и да биде подобро. Затоа се е формиран трословниот пензиски систем, вториот капитално финансиран пензиски систем, спредски столб и третиот доброволниот пензиски столб. Карактеристично е дека вториот столб, капитално финансиран, е врзан со првиот столб, бидејќи придонесот истата стапка, една стапка е што беше понапред. Една стапка само за фондот за пензиско осигурување, државниот столб, сега една третина, околу 33%, се влива на сметката на самиот осигуреник во одредено пензиско друштво. Тие средства во вториот пензиски столб со самата работа на самиот оператор на тој пензиски столб, за сега имаме два, значи тоа се Комерцијална банка и Тузланска банка со нивните нов пензиски столб и прво пензиско друштво, така се викаат, мислам. Работа со нив и они се зголемуваат со самиот принос, имаат принос. Нивен. И може би во одреден момент тие средства ќе бидат и поголеми од номиналната вредност. Меѓутоа, за да може да се оствари тој таков принос, да оствари и една полност за самите лица, треба тоа да поминат повеќе години. Затоа при почетокот на функционирањето на вториот столб, капитално финансирано, беше кажано, имаше калкулатор кој кажуваше дека задолжително се оние мора да влезат, кои се вработени прв пат после 1.1.2003 година, тие мора задолжително да бидат членови на втори пензиски столб, останатите доброволно. И дека калкулаторот покажуваше дека оние што имат во тој момент до најмеќе 5 години стаж, вкупен пензиски стаж, дека има шанси да пензијата од двата столба у одреден момент кога се право на пензија биде поголема отколку само да биде во првиот столб. Значи тука над стажот во тој момент, бидејќи ако има поголем стаж, помал период ќе биде на оплодување. Помал стаж, поголем период на оплодување на тие средства, не покажуваш кога дека ќе биде поголемо. Дури и можности да биде пензијата помала од двата столба ако е пензискиот стаж подолг, да се извинам. Меѓутоа, што се направи? Луѓето беа неинформирани, може би пензиски столбови сака да имат повеќе клиенти кај себе да привлечат и наместо да отидат некаде околу 50 до 60.000 жена, таму отидат на 150.000 жена. Која е предноста на третиот столб? Третиот столб е веќе сега почна да функционира пред на година-две. Тоа е чисто спаѓа во целиот систем на тростолбен систем, пензиски систем, спаѓа во доброволното
штедење, односно прилог во тој столб за моментот кога ќе оствариме право на пензија според законските прописи, минималните. Тоа е добро, тука критично дека може да членуваат и лица и да вложуваат во него и кои не се вработени. И тука се вложуваат спрема можностите на самите осигуреник. Значи, колку можам, толку вложам. На крајот па на краиштата добивам и колку што сум вложил. Така е. Збирот на тие три столба во одреден момент, струјаме право на пензија, би требало, значи според предпоставките, да збирот од трите дела, сите тие ануитети ги велеме, да бидат поголема отколку само да членува во првиот пензиски столб. Оно што го рекол претходно дека многу лица пристапија кон овој фонд и лица кои што не си исплаќаат, еве сега доаѓа да одредени лица сега остваруваат право на пензија. А знаеме дека од 2006 година функционира вториот пензиски столб, капитално финансираниот. И сега од 2014 почнат па да функционира законот за исплата на пензија од капитално финансиран пензиски столб. Оно што го зборе претходно, дека е мал период на акумулација на тие средства, значи од 2006 до 2014 некој што бил, 8 години. Господин Саков, скептици размислува дека можеби има распад на самите пензиски столбови. Државата најверојатно сите држави во светот го водат грижи и ги имаат, нели, оние нивните стратегии и мерки. Видите, во секој случај, значи, разни теоретичари имаат своји различни размислувања, своите размислувања ги базираат на своји податоци и анализи. Ниедно сценарио е неможно. Значи, ако се влошат ситуација во една држава, да се случат, не дај Боже, проблеми од разен карактер, може да дојде до крахирање на одредени пензиски системи. Меѓутоа, повторно ќе кажам дека секогаш реформите треба да носат нешто подобро во иднина. Моје лично размислување. Значи, од моето досегашно искуство, ми кажуваат дека не би требало, ако нема одредени екстреми, нормално, да има страф за исплата на пенсиите. Овде би кажале едношледна работа за обврската на државата за исплата на пенсиите. Многу кажат, буџетот учествува, па тоа нема средства. Во овој период државата ги прави реформите. Оно што ги прави реформите треба да го поднесе и теретот. Значи, бидејќи во првиот пензиски столб процентот кој што влегуваше сега е намален за 1/3, а корисниците се зголемуваат. Стапката, бруто стапката на пензискиот што влегува во пензија во 21,2, кој беше 2001-2002 година, сега на 18%, значи е намалена и стапката, бруто стапката, намален е и процентот на прием. Значи, мора државата, бидејќи она ги донесува законите, законодавниот дом, ги прави реформите да учествува во самото финансирање на пензиски столб. Значи, од таа страна, не верувам било која влада да е. Било која влада. Опрската останува, бидејќи ние сме граѓани на оваа држава, не сме граѓани на една партија или на една власт. Секако. И мора да бидат, по мене, мирни и да не се плашат идните пензионери и сегашните пензионери дека нема да има исплата на пензија. Солидарниот фонд оди без проблеми, задоволни се пензионерите. Значи, Солидарниот фонд е една не мерка, него еден фонд каде што самите пензионери финансираат одредени своји потреби. Значи, тоа е потребата на самата фамилија за во случајот на смрт на самиот пензионер да добие одредени средства кои што се одвојуваат од самиот пензионер во текот на неговото примање на пензијата, за да може да полесно се прероди периодот на една смрт, закупи тие трошоци кои ги има. Функционира, да кажам, безпрекорно, после исплатата на пензиите, оди исплатата на Солидарниот фонд за лицата кои што пензионери кои што починали во тој период. До сега нема никој закаснување, може би ден-два од она што е предвидено. Еве денес исплати Солидарниот фонд таму едно 70-80 лица кај нас. Сумата е 30.000 денари.
почнен пензионер, средства се пренесуваат на сметка на корисникот, значи не е оплатено во готово, и сервисирањето оди нормално. Можем да кажем уште една податок дека над 90%, може би над 90% од пензионерите кои што стваруваат право се зачленуваат, односно дава согласност за членување во солидарен фонд и една давачка која се изнесува 150 денари, 120 за солидарен фонд и 30 денари за членство во... Тоа е ништо, а во составот на живењето потреба. Значи, зборувам дека над 95% од пензионерите или сегашните и оние кои доаѓаат сега во пензија, потпишуваат изјава дека согласни за таа давачка. Тука завршуваат со оглед на времето, прашањата поврзани со работата, ќе го продолжиме секако разговорот во друга тема, дилема, друга прилика. Меѓутоа, јас на моите гости им поставам прашања, не гледа и регионот. Како им се допаѓа, вам како ви се допаѓа она што Штип секојдневно изгледа или не изгледа, бидејќи пензионерите најмногу имаат време да шетаат, па зашто не нашите знаат, меѓутоа од регионот да дојдат да видат во Штип. Еве, ваша оценка, дали Штип напредува од ден на ден? Како граѓанин на општина Штип, не само што сум задоволен, кој стварно, на вистина, градот изгледа променето, така да кажам, посветло пугал. Значи, било кој да е на власт, било кој да е градоначелник, ако работи во интерес на граѓаните и то се гледа, изгледот на градот е друг, граѓаните ќе бидат задоволни. Јас сум лично задоволен. Јас имав прилика и пред неколку часа да за време на овој пауза да прошетам по реката Отиња и да ги гледам работници кои се работат. И со самите работници констатираме ситуација. Се што се прави е добро. Се што се руши не чине. Али со ова се нашиот град добива една друга слика и секој кој е дошол во Штип, мои пријатели, роднини или колеги од Скопје се изненадени од изгледот, бидејќи самото корицово река Отиња во центарот на градот и право гледа во очи. Секој сака. Би требало да продолжиме и понатаму така. Секој сака поубаво, а нели пензионерите сакаат поубав живот, бидејќи пензионерите се една од главната алка за издржката на семејството. Многу пензионери ги издржуваат младите. Па доаѓаме до она дека пензиите се редовни и еден приход на кој што треба да смета се една фамилија. А ние сме сепак земја со традиција и гериатријата се уште кај нас ги има, нели, они први чекори. Благодарам на гостувањето на двојното време и ве очекувам, ако доколку имаме новини, секако ќе ни информирате преку вестите на Ирис телевизија, а зошто да не повторно на разговор со други теми и дилеми. Благодарам на поканата, ви ставам на располагање во секој време. Така. Вам, почитувани гледачи, благодарам на вниманието. Останете со содржините на Ирис телевизија, ќе задржат ваше внимание или следете на iris.mk. Утре нова тема, нова дебата, отворена тема со некој од моите колешки. Останете да бидете пријатели на Ирис телевизија, затоа што Ирис телевизија е ваш пријател во секое време.